Заменик министерката за здравство Маја Манолева денес посочи дека можност за лекување на Леонид Индов имало и во Македонија, бидејќи нашиот здравствен систем е значително подобрен во последниот период. Ние имаме здравствен систем кој што во последниве години во однос на апаратурата, во однос на опременоста е навистина напреднат и кој што за одреден дел од пациентите кои што претходно сме ги упатувале за лекување во странство, веќе може да одговори и одговара години наназад и дека треба да се испочитува системот, здравствениот систем кој што го имаме, сите можности тука да се исцрпат и дури потоа нашите пациенти по исцрпување на можностите да бидат упатувани за лекување во странство. Што се однесува до заминувањето во Виена, Манолева вели дека тоа било одлука на родителите во која тие не можат да се мешаат и дека таа стои на располагање. Не е точно дека не сме се заинтересирали, дека не сме овозможиле ништо досега. Одлуката беше нивна, не можете да влијаете на ничија одлука да го бара она што смета дека е најдобро за некого. Јас апсолутно ги поддржувам и се уште стојам на располагање на родителите за секаква помош која што би можела да ја укажам и лично како лекар и како заменик министер, но и како специјалист по физикална медицина и рехабилитација. На прашањето дали ќе се поднесат законски измени за вакви случаи да не се повторуваат во иднина, Манолева одговори. Така е, тоа е регулирано со правилник на фондот. Треба да видиме дали треба ние да ги смениме законските услови или треба да се смени тоа во Законот за здравствено осигурување или треба да се промени со правилник на фондот. Околу деталите, навистина, не сум правник и не можам да ви кажам. Инаку, Леонид на 6 февруари со хеликоптер на МВР замина во Виена, каде треба да подлежи на оперативен зафат, но неколку дена потоа од Фондот за здравствено осигурување објавија дека пари за Леонид за лекување во странство не се одобрени.